Секој 4 октомври во целиот свет се одбележува Светскиот ден на заштита на животните. Овој датум е установен уште во 1931 година, кога во Фиренце на конференцијата на еколозите е предупредено за одредени загрозени животни. Од тогаш овој датум прерасна во Светски ден за заштита на животните, посветен на сите животински видови, а последниве години е проширен и на недела на заштита на животните, која трае од денес па се до 10 октомври, а 23 часот го одбележува стартот на сцена. Добре дојдовте! А на денешен ден има уште едно одбележување. Актуелниот американски претседател Барак Обама и неговата понежна половина, првата дама Мишел Обама, прославија 24 години од брак. Обама ја покажа и неговата романтична страна, објавувајќи фотографија на социјалната мрежа Twitter. 24 години поминати заедно, нека бидат заедно уште многу повеќе. Нека им е среќна годишнината. Се уште актуелниот американски претседател Барак Обама и неговата понежна половина, првата дама Мишел Обама, прославија 24 години од брак. Обама ја покажи неговата романтична страна, објавувајќи фотографија на социјалната мрежа Twitter. На фотографијата тој се бакнува со неговата сопруга, а како објаснување под фотографијата пишува: 24 години еден покрај друг, нека бидат и повеќе, среќна годишнина. Но не беше само Твитер, и на официјалната фан страница на Facebook на претседателот осамна фотографија на која тие танцуваат. Објаснувањето за фотографијата беше: танцуваме 24 години заедно. Тие се венчаа на 3 октомври 1992 година во Чикаго. Заедно имаат две ќерки, 18 годишната Малија и 15 годишната Саша. Наскоро семејството Обама ќе треба да ја напушти Белата куќа, но тие не заминуваат од Вашингтон и по завршување на претседателскиот мандат на Обама, кој завршува во јануари. Причината за тоа е училишните обврски на неговата помлада ќерка Саша. Семејството ќе се всели во луксузна куќа од 8000 квадратни метри, со 9 спални соби, 8 тоалети, неколку дневни соби и луксузен базен. Куќата е изградена 1928 година и е во вредност од 6,3 милиони долари. Доколку сакате да ги подобрите кондицијата, самоконтролата и концентрацијата, време е да почнете да се занимавате со едни од најдобрите спортови во последните години и помеѓу припадничките на понежниот пол – кикбокс и кикфит. Одличен начин да им се спротивставите на стресот, нервозата и брзиот начин на живот, а истовремено да го подобрите вашето здравје. Но кои се разликите, гледаме сега. Кажете ни од кога потекнуваат кикфитот и кикбоксот? Па вака са, кикбоксот потекнува од има две тези. Некој кажува дека потекнува од Америка, некој дека потекнува од Јапан, ама моје мислење дека потекнува од Америка. И кикбоксот, рачна техника има земено од боксот, а ножна техника има земено од теквондото и каратето. И тие две вештини ги имаат усовршено тие ножни рачни удари и ги имаат направено како комплетна вештина кикбокс. Која е разликата помеѓу овие две спортски дисциплини? Па вака са. Кикбоксот е такмичарска дисциплина и таа се работи такмичарски и е многу погруба од кикфитот, доколку кикфитот потекнува не е такмичарска дисциплина и потекнува од кикбоксот. Со цел да се повеќе да се доближи до женскиот пол. И кикфитот тренингот се состои од координирани, високо координирани кардиовежби, пропратени со чучнувања, поскокнувања, комбинација на прецизни технички удари во вреќа, со раце, со лакти, со колена и со нозе. И исто така има вметато и широк спектар на ескиважи. И со сето ова тренингот е многу интересен и ефективен, корисен. Пред се слабе, се затегнува мускулатурата и воедно се учи комбинации и техники за одбрана, самоодбрана. Кога ќе се спомене кикфит или кикбокс, звучи како машки спорт, но во последно време се поатрактивен и кај жените. Што го прави толку привлечен? Да, кај жените го прави привлечно тоа што нели ние сите знаеме дека жените отсекогаш им било престиж да се мерат со нас мачките и тоа највеќе им успева преку боречките вештини, преку кикбоксот. И да ви кажам дека вродуваат многу резултати, упорни се, редовни се на тренинг, што редовноста и упорноста
не може да не проди резултат. Кој е всушност бенефитот од вежбањето кикбокс и кикфит? Нели, здраво тело, здрав дух, ама попрецизно, значи се исфрла целата негатива и се развива стресот што нели со секојдневниот живот наш е се поприсутен. Се внесува поголема самодоверба, самоувереност, храброст, се ја подобруваме нашата брзина, издржливост, кондиција. Со други зборови се развиваме во една целосно образувана, правилно здрава психофизичка личност, која без спортот не би можела да биде комплетна. Најскапите хотели во светот се екстремно екстравагантни. Дури ако летањето во прва класа и хотелите со 5 звезди не се опција за многумина од нас, се уште е интересно да се види како живеат богатите. Дубај е рај за шопинхоличарите, златен накид, дизајнерски креации, најнов збор за електроника и што уште не може да најдете тука. Поминувајќи низ продавниците на старите пазари, како и во луксузните трговски центри, а на крајот од денот ве очекуваат и јадници ресторани кои ви нудат богат избор на јадење и пијалоци за сечи вкус. Не заборавајте дека алкохолот во арапскиот свет се нуди на ограничен број места, ресторани и хотели, а најчесто е и многу скап. Во продолжение ви ги прикажуваме најелитните ресторани во Дубај. Билионер Менсон Дубај, како што кажува и самото име, овој ресторан е резервиран за милиардерите и милионерите. Негов собственик е шефот на Формула 1 Флавио Бриаторе. Таму се движат исклучиво згодни девојки, а мажите се облекуваат во костуми. Келнерите послужуваат во бели сакоа и црни вратоврски. Додека вистинското дрво кое расте на среде ресторан го одвлекува вниманието на гостите. Лоциран во кулата Тадж Дубај, овој ресторан кој секоја вечер отвара во 21 часот, има бројни забавни точки, како на пример танчерки во свилени марами или пак джез мюзикал. Менито се дели на јапонски и италијански дел, а оброците како што е полн тартар сос од бели тартуфи, доаѓа во поголеми порции отколку што би очекувале за едно вакво место. Најскапото јадење 125 грама кавијар и чини $640 за само една порција. Кавали клуб Дубај. Кога ќе влезете во ресторанот, најпрво ќе ве усвојат луксузните лустери изработени од сваровски кристали, кои висат во виолетовиот ресторан, а веднаш потоа и снимките од модните реви. Тоа не е многу типично за ресторан, со оглед на тоа дека ресторанот соработува со славниот дизајнер Кавали, не е ни изненадување. Дури и лифтот е обложен со принтот зебра, а женското купатило е накитено со злато и приватно позадинско осветлување за шминкање. Иако Кавали Клаб е дестинација за забава, нуди и одлична италијанска вечера. Главните јадења се скапи риби, лигњи или медитерански морски гргеч завиткан во тиквички. Околу 23 часот почнува шоу со познати диџеј. Најскапото јадење е говедско месо по цена од $681. Ла Пергола. Хенс Бек, главниот готвач, е одговорен за успехот на римскиот ресторан со 3 Мишелин звезди кој во Дубај го донел својот неконвенционален бренд на италијанска кујна во хотелот Волфдорф Асторија Дубај Палм. Со масивни дрвени подови, ретро фотографии и стаклена кујна, декорот во ресторанот е класичен луксус со модерни детали, а посетителите се воодушевуваат од едноставните специјалитети како тирамису и паста карбонара. Внатрешноста потсетува на скапите европски ресторани, а терасата возбужува поглед на прекрасното пристаниште. Најскапото мени вклучува оброк на 4 нивоа заедно со скапи вина од целиот свет, а чини $226 за една личност. Перчик. Сместен на крајот на еден долг дрвен мол, овој ресторан е романтична дестинација која возможува неверојатни гледки на заоѓање на сонцето над Арапскиот залив. Менито се базира на морски специјалитети како што се остриги, кавијар и јасток, зачинети со тартуфи и паштета од гуска. Најскапото јадење е 50 грама кавијар и чини $776. Со чилијански морски грегеч $245 и кула со морски специјалитети од исто така $245. Нобу Дубај, еден од најдобрите јапонски ресторани во градот, се наоѓа во хотелот Атлантис на островот изграден во вид на палма. Типично јапонско минималистички уреден со закривени дрвени даски, создавајќи чувство како да сте фатени во рибарска мрежа. Храната е сплотеност на јапонско мени со влијание од арапската кујна. Најскапо јадење е јапонскиот говедски стек по цена од $223 од порција. Калифа.
Тешко е да се одмине Бурдж Калифа ако сте во посета на Дубај, а на највисоката точка се наоѓа овој ресторан во кој се подготвуваат едни од најдобрите гастрономски специјалитети. Целиот заграден со стакло возможува неверојатен поглед на целиот град, а цената на вечерата овде зависи од местото на седење. Најскапо менија во 7 нивоа заедно со скапоцени вина кој чини $436 за личност. Ал Мунтаха. Овој неверојатен ресторан со дури 7 звезди е еден од оние без кои Дубај не би бил центар на светскиот луксус. Местото изградено во европски стил се наоѓа на 200 метри над морското ниво, возможувајќи неверојатна гледка. Специјалитет е јасток со лимон и кавијар. Менито моментално се менува, но цените на порциите обично се движат по $500. Гбара. Арапската кујна е представена на најмодерен начин во домашниот ресторан Гбара, а храната има нова димензија со проекции на зид, урбан диџеј и светлосна игра. Менито се состои од голем број на јадења, од салата до мали топли јадења, традиционални за оваа кујна. Најскапото јадење е јагнешки микс на скара по цена од $340 по личност. Ако сте само една вечер во Дубај, тогаш ова е ресторанот во кој дефинитивно треба да вечерате. Доколку може да си дозволите неколку дена во Дубај, тргнете веднаш. Ова е само дел што можевме да ви доловиме од убавините кои што ги има таму. Јас овде ви кажувам чао, а ние се гледаме утре во 23 часот. Добра ноќ.